Почитувани граѓани, парламентарното мнозинство и владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со серија на мерки го напредуваат квалитетот на живот на сите граѓани. До крајот на оваа година ќе заврши изградбата и опремувањето на 13 детски градинки, со што се зголемува опфатот за нови 682 дечиња, а ваквата тенденција ќе продолжи и во 2018 година. Потпишани се договори за обнова на градинката 8 април во Шуто Ризари, се реконструира и пренаменува објектот на поранешниот пионерски дом во Куманово, кој што ќе прерасне во детска градинка. За неколку денови, веќе од 1 септември, градинките ќе почнат со двосменско работење. Тоа ќе значи децата во градинките ќе бидат згрижувани во подолг временски период согласно потребите на нивните родители. Со предвидените измени на Законот за социјална заштита се овозможува подобрување на правата од социјалната заштита на лицата со попреченост. Владата ќе донесе посебна програма за персонален придружник на лица со попреченост. Лицата со траен наод на попреченост и тешки ментални и телесни пречки ќе бидат ослободени од поднесување на барања секоја година. Надомест за помош и нега од трето лице ќе се обезбедува без конзилијарно мислење од 3 специјалисти, со што секој барател заштедува по 1700 денари. Првостепената комисија за утврдување на надомест за помош и нега од друго лице ќе ги посетува барателите во нивните домови. Додатокот за мобилност, слепило, наглувост, како и помош и нега од трето лице ќе го добиваат независно од висината на месечните приходи. Ова е право кое го стекнале по основа на болест и не смее да биде условено од месечните приходи. Надомест за скратено работно време на родители со деца кои имаат тешки хронични заболувања, ментални и физички пречки. Ова се само дел од мерките со кои ќе се олесни животот на лицата со попреченост, на нивните родители и семејства. Минималната плата ќе се покачи на 12.000 денари и таа ќе важи за сите работници, вклучително и вработените во кожарската, текстилната и индустријата за обувки. На овој начин, граѓаните вработени во овие индустрии нема веќе да бидат дискриминирани и да земат пониска плата. Како што вети, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз го решава и деценискиот проблем со статусот на стечајните работници. Околу 3000 стечајци ќе добиваат надомест од 7596 денари месечно, со што на овие граѓани ќе им се исправи долгогодишната неправда што ја трпеа. Како досега, така и во иднина, како мнозинство во Собранието на Република Македонија, продолжуваме со честното, одговорно и отчетно работење во интерес на граѓаните на Република Македонија. Благодарам. Прашање? Да, повелете. Како ги коментирате реакциите и обвинувањата од ВМРО-ДПМН за случувањата на скопска гинекологија каде што се починати 4 бебиња? Значи, со секојдневни пресови ВМРО-ДПМН се обидува да ја префрли вината кај новата влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа јас би сакала граѓаните на Република Македонија да ги потсетам дека состојбите во здравството се катастрофални. Ние во наследство од ВМРО-ДПМН добивме јавни здравствени установи со долгови од над 53 милиони евра. Тоа е досега невидено задолжување на јавните здравствени установи. Непродуктивните трошења кои беа насочени кон изградба на проекти од Скопје 2014, купување на жални врби, палми и така натаму, трошење на извонредно високи финансиски средства за обезбедување конкретно на клиниката за гинекологија и акушерство, каде се издвојувале по 4,7 милиони денари за обезбедување, наместо тие пари да се потрошат наменски за купување на опрема, за мотивирање и задржување на персоналот да остане да работи на клиниката, нас не доведоа на ова состојба во која сега се наоѓа македонското здравство. Меѓутоа, она што ние како предизборна програма го преточивме во програма на владата на Република Македонија, актуелното парламентарно мнозинство и владата ќе го имплементира согласно динамиката која што ќе биде носена во текот на периодот што престои пред нас. И, почитувани граѓани, бидете убедени дека ќе направиме се што може согласно нашите можности, меѓутоа и желбата да се подобри здравствениот систем во Република Македонија. Особено, како лекар, би сакала да кажам дека
мораме да ги задржиме најквалитетните кадри во здравството да работат и да бидат мотивирани во јавното здравство. Тоа е примат од кој ние како парламентарно мнозинство не се откажуваме.